Апелација пресече. Јанакиевски Божиновски остануваат во шутка. Иако одбраната очекуваше мерката притвор да биде укината заради жалбените наоди, сепак судот смета поинаку. Жалбите на обвинетите Милијана Киевски и Кирил Божиновски, изјавени преку нивните бранители, судот ги одби како неосновани и ги потврди решенијата на Основниот суд Скопје 1 Скопје, со кој на обвинетите им е определена мерка притвор. Адвокатката Сања Алексиќ, која е бранител на обвинетите, вели дека мерката притвор го повредува нивното право на одбрана, според Законот за кривична постапка, но и според Европската конвенција за човекови права. Имено на обвинетите им се определи мерка притвор, без истите да бидат донесени пред судот, како би можеле да се произнесат по предлогот на специјалното обвинителство за определување на мерката притвор и понудените докази од нивна страна. Алексиќ посочува дека на вчерашната јавна седница тие како одбрана доставиле белешка од кабинетот на претседателот Иванов, од која може да се утврди дека белешката од МВР е со невистините содржина, тврди таа. Во текот на вчерашниот ден на јавните седници, одбраната достави до апелациониот суд белешка од кабинетот на претседателот на Република Македонија и од истата содржина можеше да се утврди дека токму белешката на МВР, на основа на која е определен притворот на Божиновски и Јанакиевски, е со невистините содржина. Од одбраната вчера на јавната седница во апелација посочија дека судијата Огнен Ставрев, кој бил во кривичниот суд што одлучува побарањето за притвор, морал сам да побара изземање бидејќи е судечки судија во процесот за кој е определен притвор, посочија адвокатите и според нив тоа било противзаконски. Од опозицијската ВМРО ДПМН било дека судот донел политичка, а не правна одлука. Кацарска судството не успе да се издигне над политиката и со отфрлање на издржаните и аргументирани жалби на Јанакиевски и Божиновски донесе политичка, а не правна одлука. Апелацијскиот суд се покажа како уште една алатка во рацете на власта за спроведување на политички прогон. Од ВМРО ДПМН посочија дека Македонија, поради контролата на власта над судството, е црн пример за владеењето на правото во Европа, но и дека Јанакиевски и Божиновски се жртви на политички прогон од институциите.